Драги мои, почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно издание, во шестото издание на нашиот и ваш подкаст Демократски импулс. Денеска имаме повторно една интересна и прекрасна личност на гости. Уште еден доказ дека не викаме на гости само политичари, овој пат ни доаѓа од приватниот сектор, бизнисмен и машински инженер Зоран Петковски. Добре дојде и чувствува се како дома. Добро ве најдов и поздрав до вашите гледачи на Демократски импулс. Зоран, како и секогаш, така и сега ќе започнеме со самите твои почетоци. Кажи ни вака накратко нешто повеќе за тебе, за да нашата јавност, нашата публика дознае нешто повеќе за тебе. Па, јас од млад многу го сакав спортот, многу спортував и во средното училиште се занимавав со атлетика и со шах, стрелаштво и така натака, меѓутоа од мал, односно од средната школа, многу ме привлекува боречките вештини, боречката источна филозофија и тоа паралелно го спортував, го вежбав за себе, за својот мерак што се вика и тоа е тоа нешто од порано посебно нема активен спортски живот. Мораме да напомениме дека ти си вице шампион во кикбокс 96-та година. Па да, што не е воопшто мала работа. Не можеме со многу луѓе да се пофалиме дека имаме многу спортисти што се шампиони или вице шампиони во било кој спорт, нажалост. Да, јас со кикбоксингот практично тоа беше продолжение на спортска кариера од фудбалот. Јас играв во помал клуб општински негде 7 години. Во кој клуб? Во Маđари. Маđари. Да, играв фудбал и потоа тренерот на Пелистер од Битола, Ѓоко Хаџиевски, ме повика. Дојдов во Пелистер и таму почнав да се занимавам. Ти бранеш ако не се лажам, така голман. Да. 2 години играв професионално за Пелистер и тука се сретнав со првиот клуб во Македонија кој што ги изучуваше кунг-фу вештините и джит-кондо стилот на кунг-фу. Тоа беше Златко Неделковски, мајсторот од Битола и со него паралелно играв фудбал. Тоа сега запрашам, значи паралелно и фудбал и кикбокс. Колку е тоа тешко паралелно два такви тешки спорта да? Тоа е многу тешко, тоа е многу напорно затоа што со фудбалот имавме често пати 2 тренинга дневно и после тоа имав трети тренинг навечер за кунг-фу, за кикбоксинг. Всушност ти си немал време за приватен живот. Па, приватен живот во слободно време, ако излезам малце до чаршија, тоа беше во Битола, што се вика, меѓутоа тоа беше посветување максимално. Тоа беше една голема љубов кон спортот, кон фудбалот и кон вештините, меѓутоа тоа беше едно поврзување, затоа што оние квалитети кои што ги добивав со вештините, брзина, експлозивност, интуиција, читање на противници и така натака, тоа го применував и во фудбалот како голман, така да постигнав и значи вин-вин ситуација. Да, тоа се дополнува. Така. Исто така морам да кажам и дека додека играв фудбал и додека вежбав кикбокс и кунг-фу, джит-кондо, јас истовремено и ја правев дипломската работа на машински факултет во Битола, во Рек Битола, го правев дипломска работа во возниот парк на Рек Битола. Па Зоран, како си успеал се во ова да го направиш? Тоа е работа на голема волја, голема организација и така натака. Дали уште од млади денови, уште од мал ти знаеше што ќе станеш кога ќе пораснеш? Не сум ни размислувал што ќе бидам. Јас од мал мене ме привлекува некои работи како да им помагаш на другите луѓе, да значи хумани работи. Па и хумани, така да ги заштитуваш, значи повеќе нешто ми се допаѓаше полиција, ми се допаѓаше војска, ми тоа не беше тоа. Јас не знаев што всушност ме влече, ми тоа после тоа излезе дека се боречките вештини и тука се дадов целиот и така. Така. Значи Зоран,
спомнавме дека ти си машински инженер. Кажи ми, од каде љубовта кон машински инженер? Дали може би твоите дома ти ја наметнале таа работа или ти сам природно ти дошло тоа, природно си Не, сакал? веднаш да кажам дека јас не сум заљубен во машинството, ниту моите дома ме притискале тоа да бидам. Едноставно, јас цел живот мене ме привлекува математика. Јас сум математичар, човек што решава проблеми и во тоа уживам. И кога требаше да се запишам во средна школа, не знаев што да се запишам, немав представа што ме влече и се запишав во гимназија. Кога ја завршив гимназијата, исто така не знаев што сакам, само знаев дека сакам такви природни науки и математика посебно. И од сите факултети наједноставно дојде машинскиот, меѓутоа тоа го си признавам, тоа го одбрав затоа што машински факултет беше престижна професија, иако беше најтешкиот факултет во тоа време. Дури мислам дека кажуваат и од медицинскиот и од не знам кои други, меѓутоа се е работа на привлечност. Јас мислам дека ниту медицина, ниту право, ниту било кој друг факултет немаше да може Значи да не го ти е било заврши. ништо наметнато, него ти си го сакал тоа и Јас те сметав, привлекувало. јас морав нешто да имам како струка. Да се разбереме, значи не сум го сакал машинството, јас повеќе ги сакав борешките вештини, го сакав фудбалот, сакав нешто друго, не знаев ни сам што. Меѓутоа сакав да имам и сигурна стабилна работа, добро платена и затоа го завршив машинскиот факултет, што ми беше корисно во животот, затоа што кога ми заврши фудбалската кариера во Пелистер, потоа се вратив во Скопје и се вработив како инженер во фабриката за автобуси 11 октомври. Работев 3 години, меѓутоа фабриката пропадна и Така. морав да се ја барам среќата, што се вели на друго место, така отидов во приватен бизнис и од тогаш до денес работам во приватна фирма. Зоран, пред да започнеме да говориме за овој дел, кога веќе говоревме за спортот, не спомнавме, а би сакал тоа да го спомнеме и да го потенцираме, дека сепак ти си, како што спомнав, вице шампион во кикбокс. Кажи ни го патот кон ова титула, како се започна и како стана фактички европски шампион, дали можеби државата имала удел во сево, дали ти помогнала на некој начин или си бил оставен сам на себе да станеш тоа што подоцна стана? Тоа е подолга приказна, јас ќе се трудам, ќе се обидам колку можам пократко да ја кажам. Слободно. Практично, значи, јас со кикбоксингот започнав во Битола, 89-та година. Отидов таму да играм за Пелистер и после Значи ти играш фудбал во Пелистер и таму тренирам. кикбокс пус. После една година тренинг, јас веќе бев подготвен и мајсторот ме прати на државно првенство на Југославија во Севкерин, беше меч на шампионите. Так. Во кикбоксинг, каде што освоив прво место и од тогаш практично почнав да се натеварувам. Во кикбоксингот го стекнав голема самодоверба и како што се вратив во Скопје 90-та година, се извинувам, го оформив кунг-фу клубот Шаолин во Скопје, кој што за прв пат почна да се занимава со джит-кундо стилот и со кикбоксингот и почнавме со формирање прво на фул контакт турнири, беше Макфул турнирот го организирав традиционално во Скопје, во салата автокоманда. И 91 година се оформи фул контакт сојузот на Македонија. Тогаш кикбоксингот се викаше фул контакт. Сојуз за фул контакт се оформи и тој сојуз почна да организира државни надпревари, каде што можам да кажам дека немав пораз на ниво на Македонија повеќе години. Од 94 година почнавме да се натпреваруваме на меѓународни надпревари, учествувавме на Балканијадата во Белград, меѓутоа јас не успеав да соберам пари, што се вика, бидејќи ја цело време го промовирав спортот. Не беше познато што е тоа фул контакт, кикбоксинг, тоа беше нешто нов спорт, нешто помеѓу карате и бокс и така натака. Дури исписание 3 години издавав и гостување по радија, по телевизија. Кој списание? Yin Yang се викаше на времето, го знаат тие постарите. Така. Тоа беше за бокс нешто? За боречки спортови. Боречки вештини, да. И сам го правев практично, од подготовка, од пишување, штампање, дистрибуција и така натака. Тоа беше огромна желба, мерак за да се промовира. Така, тој спорт. Значи ти боречките спортови. првенствено имаше своја школа за боречки вештини, подоцна Клуб, да. и освои вице шампион.
Сакам да Сањот. кажам, после Балканијадата имаше значи голем проблем да се најдат пари, некои од моите ученици да одат, пошто не може за мене да најдам. 95-та година за прв пат учествувавме на светско првенство во Киев. Тука го доживеав првиот пораз, што се вика. И потоа работев многу напорно, дојдов со тоа што 95-та година газата за фирмата на која што работев, значи Link Telecom, беше спонзор на репрезентацијата цела за кикбоксинг и практично имавме и авиони, и хотели и све обезбедено, меѓутоа тоа затоа што работев во таа фирма, во неговата фирма, и успеав да го измолам човекот, имаше веќе представништво и во Украина и секаде ни цела Источна Европа. Додека за Европското првенство во Белград практично немав воопшто спонзори, беше голема економска криза во државата 96 година и од толку многу молењи луѓе ниту едно евро не успев да соберам. Единствено бев некаде задните денови бев примен од градоначалникот на Гази Баба, Методија Гочевски, кој што ме испочитува човекот, можам да бидам крајно благодарен и успеа да ми одвои, да кажеме, да обезбеди 300 марки во тогашно време, не знам како тоа што се 150 евра. И дури да ми се извини што не може општината да поддржи таков успешен спортист со повеќе пари. Со тие пари може само да отидам да платам пат, Тоа сака да го за една вечер, да кажем, исхрана и толку. Тоа беше се и на некој начин не се ни надева луѓето дека на Европско првенство ние можеме да поминеме од прво коло понатака. И никој не ни имаше обезбедено пари за повеќе, со тоа што во првото коло практично првото коло бев слободен, второто коло по четвртфинале се борев со светскиот вице-шампион од Киргизија или од Казахстан, се веќе не сум, мислам Киргизија беше. Години се опрашни. Да, и на самиот почеток на борбата првата акција го нокаутирав со удар хајкик во глава. И не бев ни свесен дека е вице-шампион светски. После кога ми кажа, викам, негов проблем. Не, веќе мој. Мојата работа си ја завршив. Сега си направив проблем со тоа што другите си отидоа, да кажеме, а мојот тренер, мајстор, мораше да остане заради мене и следниот ден, затоа што одев во полуфинале. И сега, практично тоа беше, значи, петокот беа елиминациите, веќе во сабота беше полуфиналето, во сабота се борев со шампионот на Русија, Кротов, и србите практично ме предупредија, внимавај, растура со рацете, нашиот го утепа неколку пати нокдауни, нокаути и така натака. И ја им се благодарив што толку многу добро работел со раце, тогаш смених тактика, поминав на лоу-кикови, на ножни удари. Тоа е дел од джиткунда вештините да ги избегнеш јаките, а да ги искористи слабите страни на противника. И практично тие што ја гледаат таа борба знаат дека иако јас кога ја гледам стварно сум влегол со рака да се борам со него, не знам зашто толку инсистирав, али понатака го нокаутирав практично со лоу-кикови, со ножни удари и победив во полуфинале. Практично влегов во финале, освоено сребро, се борам за злато, а јас практично и за полуфиналето морав да спијам кај еден пријател од роднина од Битола, што беше студент таму во Белград, нема веќе пари за сместување, пари за исхрана, немав ништо. И кога победив во полуфинале, јас практично останав сам, мојот тренер мораше да се врати, јас веќе нема пари за ништо и практично гладував таму. Таа вечер преспав кај еден колега од нека репрезентација во хотелот, се договоривме да бидам на столчиња да спијам кај негова соба. Тоа беше, што да кажам, партизанска работа етен и Значи стигнуваш до финале, гладен, ненаспан, што да кажам. ненаспан, државата евро не плаќа ништо. Не, општина. Ти ја представуваш државата со македонското знаме. Не беше тоа воопшто битно, мене и беше оправдано дека државата. Па внимавај, тогаш Па и кикбоксингот не е баш оправдано. Не беше признат како другите спортови, значи како врвен спорт. Тогаш кикбоксингот се бореше за својот статус. Јас практично кај тие луѓе од спортската федерација, спортски сојуз како се викаше, од државата, јас им кажував за спортот, они викаат освоите некој резултат па да ме поддржиме. Овака сега не може секој што ќе дојде да бара финансии и така натаму. Така да јас најмногу се радував што освојав медали затоа што ќе биде признаен спортот. Значи ќе успееме да Значи ти си еден од основачите во Македонија на тој спорт. Промоторите прво, да, што го промовират. Што е најважно нешто. Да, да го пробиеш како патеката во снегот, што се вика првата. И можам да кажам дека следната година, 97 година,
И другата година, 98 со мојата ученичка Маја Витановска, освоивме 3 светски златни медали. Браво. Страшно голем успех, со тоа што имавме мала поддршка тука веќе од државата, можем да кажам. Она финансираше за неа тоа што се ги финансираше, дека јас морав сам да си подмирувам или практично и не ни бев во Милано бев на свој трошок, во Копенхаген на светското првенство. Не може да одам пошто нема пари, беше само мојот мајстор Златко со неа, меѓутоа таков борец мораше да се поддржи и да оди. Се случија некои работи што државата не го призна доволно нејзиниот успех, се разочара девојчето и отиде во Англија. На жалост ние така ги губиме успешните спортисти и сите веднаш да успешни кажам луѓе. дека сега веќе не е така, веќе нашата кикбоксинг федерација што е сега раководството моментално постигнува многу големи успеси и Чиј што председател е Дејан. Да, Дејан Митровски. И можам да им честитам, значи им да им посакам само успешна. Имаш ли соработка со сегашното раководство во тоа председателство на Јас ќе бидам искрен кикбоксот? дека немам соработка, меѓутоа не од моја страна, по моја вина, затоа што и моето Би требало да знаење- те викнат, да те консултираат, да те вработат на некој начин таму. Би било логично, меѓутоа јас веќе еднаш зборев со Дејан дека сакам да помагам, дека сакам да учествувам во работа на федерацијата, бев повикан како гостин. Мора да знае Дејан кој си ти, сигурно дека те не знае се те знае, знае, добро да. се Дејан дава коректно. И можам да кажам дека другите луѓе од федерацијата искажаа нерасположение кон мене и немаше што да прави Дејан, моравме да прекинеме се со работа, но не сакаат тие да ме ангажираат. Јас затоа сега работам со некои деца што сакаат да работат во ММА. Во својата школа. Да, на мојот ученик Ивица Алексовски, он ја превзема и сега се вика The Strongest и работи многу силно, он веќе разви многу други вештини и BJJ и ММА и така натака, што се сите тие спортови, заборечки спортови и веќе има големи успеси меѓународни, посебно со неговата ќерка Даниела, а и со другите веќе има неколку ученици кои што убаво работат, тука е Марко Трајановски, тука е Вања Глигоровски и така натака, има што надоаѓаат многу дечки што веќе активно се превруваат и постигнуваат добри резултати, меѓутоа има уште многу да учат. Така е. Накусо тоа би било околу спортот, сега доаѓаме до оној дел, до суштината на нашиот денешен разговор. Главната тема, како што спомнавме, како што се договоривме, ќе ни биде политиката. Ти си на некој начин своевиден експерт за отворените листи и голем поддржувач на оваа тема. Па кажи ни за почеток на оваа тема, зашто отворени листи, што ние добиваме, а што губиме со оваа работа? Овака, веднаш да кажам дека Знам дека долги години ти имаш истражувано за оваа тема. Да, јас не сум политичар и практично политиката мене не ме интересирала никогаш во животот, едноставно јас сум човек практичар кој што сака да работи квалитетно и прецизно во својата работа. Меѓутоа, практично од мака, која што претпоставувам дека сите други луѓе ја гледаат и ја чувствуваат, и мене почнаа да ме интересира политиката, во смисол што е тоа што е толку проблем што не може да се реши, односно кој е тој проблем заради кој што наша држава има толку големи проблеми, само постојано пропаѓа и така натака, бидејќи практично тоа се одразува и на мене, и на моето семејство, и на моите пријатели, роднини, и на сите луѓе во државата, и не можам да останам равнодушен кон таа работа, и долго време не ми беше јасно. Едноставно јас ти кажав, јас сум човек кој што решава проблеми. Математичар, не. Не само математичар, било кои проблеми ме интересираат, и како мајстор на боречки вештини, ние рековме, јас имам некои мајсторски титули и звања, за джит-кондо имам 3 степен, за кикбоксинг мајстор имам 5 степени. Значи тоа ти помага во оваа ситуација? Како не помага, значи не можеш да го оставиш тоа на страна, тие се тие алати кои што ги користиш во секојдневниот живот, значи твојот живот е, вештината е дел од твојот живот. И практично на кој начин најмногу ти помага? Дали начинот на размислување или има еден начин на размислување на сваќање на работите и систем како се решаваат проблемите.
Има еден принцип, ако сакаш да го решиш проблемот, не треба да се справуваш со последиците од проблемот. Него треба да се справиш, да ги решиш причините, односно да ги откриеш причините зошто тој проблем настанува. Ако ја откриеш причината за проблемот, тогаш практично пола и повеќе од проблемот си го решил. Так. И мене не беше јасно за сите овие за целото ова време каде е проблемот во политика, во економијата, во сите други сфери, што е проблемот, зошто волку криминал, зошто волку корупција, зошто волку партизирано администрација, се взимаат само кредити за да должи државата, сите ние ја чувствуваме таа штета, во што е проблемот? И никако не може да сватаме онака само што се вика те тишти проблемот, мито живее некаде во позадина и не можеш да го решиш. Премногу, јас викам во математика има премногу непознати, таа равенка и како да ја решиш. Меѓутоа, можам да кажам дека пред неколку години имав, тоа се вика еден момент на просветлување или како да го кажам, кога имаше една анкета во која што се кажуваше каде живеат најсреќните луѓе во светот. И на некој си ранг листа најгоре беа скандинавските држави. И тоа ми дојде многу интересно, зошто баш во Финска, во Шведска, во Норвешка, што па толку таму има добро што тие луѓе се толку среќни, задоволни од државата, од системот, сите што ќе од таму да работат, викаат таму, медим леко, све е следно се под конец, па дури и во Европа, нели, законите мора да се почитуваат и така натаму. Поготово што Фински не е некоја голема држава. Отворив да кажеме, видов каков е тој изборен систем таму и кога видов дека таму практично не само во Скандинавија, него и 80% од Европа има изборни системи со отворени листи. И тогаш почнав да ја разработувам таа тема, што се тоа отворени листи, ме заинтересира, значи не е дека јас нешто сум политичар или политиколог или како се вика тоа, дека истражувам изборни системи или политички систем. Меѓутоа ми се поврзаа сите коцки во смисол дека отворените листи практично значат гласање за личности, а ние на една низа изборни циклуси досега во Македонија гласаме постојано за партии. И постојано партиите се виновни, партиите се партиите, нити партијата за нешто одговара, некој може да ја потегне за одговорност за изборните ветувања. Гледаме постојано дека партиите даваат не знам какви изборни ветувања, брда и долини што се вика ветуваат, и после тоа никому ништо. Кога ќе ги видиш на дебати на телевизија, постојано се обвинуваат кој повеќе украл, кој повеќе излажал и така натака. И практично излегува дека од сите анализи, практично едно сублимирано решение, дека за сите најголеми проблеми произлегува дека е виновен изборниот систем со затворени листи, односно со гласање за партии, тоа што не можеме да гласаме за личности. Тоа морав да го проанализирам детално, зашто е така, дали е така навистина и така натака, и сите анализи кои што ги направив водеа кон тоа дека не само што отворените листи се добар изборен систем, него тоа се толку прекрасни последици има од него, толку се средува државата, толку се уништуваат сите зла што се вика што денес ние во Македонија ги трпиме, да е тоа нешто неверојатно колку е генијална таа идеја, и можам слободно за било кој аспект да зборувам зошто и каде се добрите страни на отворените листи и зошто затворените листи се причина за тие проблеми, почни од корупција, криминал, партизација и така натака. Тоа е Зоран, последица. Зошто сиве овие години кога се сменја милиони закони кај нас, едноставно не се промени овој изборен законник? Каде ја гледате кривицата, ако е толку добар тој закон како што спомнавте? Ова е одлична поента, ова прашање. Затоа што, значи, еве да речеме, од 2018 година почнува кампања, 2020 таа кампања за отворени листи е многу силна во Македонија, дури и некои партии ја нудат таа цел отворените листи како изборна цел, како цел во програмата, и тоа после тоа нема ништо и после тоа заташкува и исчезнува таа работа. Значи, ние во Македонија и името
го сменивме и не знам колку закони и не знам кривичен закон сменивме и не знам што се дешаваше све, знаме и така натака, меѓутоа за изборниот закон никако не сме да се зборува. Тоа е како табу тема. Дури за мене сега пред некоја година, како што почна да бараат промена на изборниот закон, самите политичари почнаа да кажуваат дека главна цел е една изборна единица, а дека отворените листи, тоа е многу сложено, рано е, не сме спремни, не знам какви изговори се бара, само да не се почне тој процес на воедување на отворени листи. И можам да кажам дека практично самите партии се заинтересирани да остане овој изборен модел. Практично е повеќе би рекол партиски раководства и лидерите се повеќе заинтересирани, иако мислам дека се свесни какви штети тој изборен систем од затворени листи и нанесува на државата веќе подолг период и веќе толку државата е заглавена, толку државата е задолжена, толку е влезена во криминал, корупција, толку веќе пропаѓа, се распаѓа самата држава по сите шавови, што не знам со која душа тие луѓе се уште кажуваат дека е добар системот и треба да остане со отворени листи. Но внимавајте, за оваа тема се говори само единствено после избори. Никако пред, никако да има некоја реална шанса да се промени тоа, да кажам реална желба да се промени сето тоа, секогаш после изборот како работата е веќе готова. Да, токму тоа го кажувам, дека на секој начин се гледа да се ескривираат отворените листи, да останат затворени листи, затоа што со затворени листи се остава можност да се зароби државата. И сега, еве ќе ви кажам на кратко, што е поентата, која е разликата помеѓу отворените и затворените листи? Најкратко, што можам, макар што тоа е толку широка тема што можеме да ја расшириме на денови да зборим. Практично, со затворени листи, лидерите на партиите, претседателите на партиите, според сегашниот изборен закон, треба да ги одобрат со подпис изборните листи и да ги достават до Државната изборна комисија. Тие листи практично ги одобруваат самите, ги составуваат самите, тоа е законска можност која што им се дава и тука постојат огромни можности за злоупотреби на тоа законско право, од кои што понатаму излегува заробување на пратениците, криминал, корупција, сите можни зла што ги има во државата, од тука произлегуваат. Со отворените листи е сосема спротивно, односно ние тогаш гласаме за личности, за луѓе. Тие луѓе во кампањата се обврзани да направат своја лична програма, лично да се обврзат за тоа дека ќе го направат тоа што го ветуваат со одреден рок и со одреден квалитет. И тука веќе нема бегање што се вика од личната одговорност, односно ако не го направат тоа за времето кое што рекли и начин како што рекле со квалитет, тука веќе се знае кој човек директно го фаќаме, што се вика му газиме за опашката и го фаќаме за одговорност. Ти тоа и така го рече, ако не е така, нормално со отворени листи има и можност за санкции, за казни на пратениците кои што не ги исполнуваат своите изборни ветувања, односно тие пратеници можат да бидат и отповикани. Додека тако нешто со отворени листи никој нема да признае дека лично дека е виновен, партијата е виновна, јас што да правам? Јас само гласам, така ми кажа и така. Дури не го велат ниту тоа. Дек се само тие не се виновни. Да. Така. И многу битен момент, јас ги прашувам моите пријатели, сакам за тоа да зборнам сега, како тема да го потигнам. Кога ќе ги прашам сите пријатели кои се главните луѓе во државата. Еве, ќе те прашам и тебе сега, уз разговор. Кои се главните луѓе во државата? Што ќе ми кажеш? Па би требало да бидат сите оние политички чинители кои се на функција. Кои? Конкретно? Претседател, премиер, градоначалник, директори, според... Значи, најглавните ги промаши. И така бизнис лобито. Нема врска. Во позадина секогаш што. Не. Видиш, така размислуваат и 99,9% од луѓето во Македонија и тоа е голема грешка. Јас дури се чудев, ево, зејки навака, си викам, дали сум јас толку паметен или луѓево што се толку паметни, ќутат и не сакаат да кажат, не им одговара да кажат вистината или така натаму. Значи, најглавни луѓе во државата се пратениците.
Мислите? Сигурен сум. И сега ќе ти објаснам, ќе ти докажам зошто. Затоа што пратениците се тие кои што ја избираат, ја гласаат владата. Пратениците се тие кои што ги гласаат министрите. Но дали пратениците самостојно гласаат? Дозволи. Пратениците се тие кои што ги бираат судиите. Така, значи пратениците се главните луѓе. Пратениците, ако сакаат, може да гласат и импичмент на владата. Може да слушат се живот. Значи никој не е појак од нив. Каде е проблемот? Проблемот е во тоа што пратениците со изборниот закон, со затворени листи не се слободни, што речети дали они може како што сакаат сами да решаваат. Тоа ми беше малку. Туку се заробуваат од страна на лидерите, на партиите, така? И практично, наместо по устав, како што е, да бидат слободни, да одлучуваат слободни и по собствено убедување, како се кажа, да си гласат, да си работат слободно, тие работат само тоа што ќе им се каже. Но ова сега сето е како би требало да биде, но кај нас не е баш така. Лидерот, молам? Кај нас моментално не е баш така, пратениците не се најглавни. Инаку се согласувам дека би требало да зошто, нели? Така е, да. А треба да се најглавни, би требало да е вака, да. Зошто? Просто Просто тоа што кажано, го слушаат лидерот. затоа што се заробени, значи не го слушаат дека сакаат многу да го слушаат. Го слушаат затоа што мораат да го слушаат. Затоа што се ставиле во таква како да ја наречам позиција. Таква позиција. Да поданичка и послушничка и така натака, а тоа го прави изборниот закон со затворени листи. Значи тие не можат да дојдат на изборна листа за да бидат избрани на избори, ако не се постават од таква поданичка позиција, да го замолат лидерот што год сакаат, он ќе направи, ќе му ветат, ќе дадат на залог имот пари, ќе остават, ќе потпишат меници, што год да треба, само да ги стави на добитна позиција да станат пратеници. Значи главната поента ни е дека доколку се промени сето ова и доколку има отворени листи, сето ова нема да биде така. Токму така. Него ќе функционира на поинаков систем се начин. руши и тотално ќе функционираме како Шведска, како Данска, како Финска. Имаме реални шанси за да се направи ова кај нас во Македонија. Заради тоа што знаете да се промени изборниот закон и да има отворени листи, откако ќе има отворени листи. Зошто да нема реални шанси? Знаете, во секоја земја не функционира сите баш закони според. Например, што би функционирало во Македонија, можеби во Америка никогаш не би функционирало и обратно. Според ова логика, дали отворените листи мислите дека ние можеме како општество да ги прифатиме и да функционираме? Отворените листи не да можеме да ги прифатиме, него толку се лесни, толку се едноставно отворените листи инсистираат пратениците кои што ние ги гласаме, кои што потоа нас ни се одговорни, значи пред нас реферираат, пред нас се даваат отчет и нас не прашуваат, не консултираат за секоја една работа, се подготвува таков и таков закон, погледнете го предлог законот, кажете ни, има правници, има, дајте ми совет што да, вие сте моите гласачи, јас заради вас што се гласале вие, сум пратеник, вас се представам. Значи тие се пратеници се народни службеници, граѓански службеници. И тие мораат како што е во цел свет така, значи јас овие години сум проучил мал милион најголеми експерти за изборни системи, правни како се кажат, политички системи и така натака. Најголемите авторитети за светски авторитети за тие работи токму тоа го кажуваат. Значи или погледнете во искуството како што Шведска, Данска, Финска и така натаму. Значи пратениците ги прашуваат, постојано се во контакт на Facebook, на мејлови, било како се во контакт со граѓаните и ги прашуваат, луѓе ќе се работи ова, што да предложам. Јас мислам вака. Кај нас не е тоа баш така. Никој не ги прашува луѓето. Никој не ги прашува. Сите го прашуваат кого? Од кој што зависат. Значи со отворени листи граѓаните зависат од гласовите на граѓаните. И затоа ги прашуваат граѓаните и нив отчет им даваат. Докај се што со затворени листи пратениците зависат од лидерите. Значи ние со ова би ги ослободиле фактички за добро на пратениците, меѓу другото е и ова. Со отворените листи не само што ги ослободуваме пратениците, преку нив ние практично ја ослободуваме целата држава. Нас целата држава ни е заробена. Зошто? Затоа што кога лидерот ќе ги зароби пратениците, после тоа лидерот може што сака да им каже да изгласат, било кој закон, било кој функционер, било кој ќе си го гласат послушни како попчиња, никој збор нема смее да каже, затоа што си имаат гаранција оставено, ако случајно му се спротиват на лидерот, имаат последици огромни. И сите се како шпиртосани го сакаат, го обожаваат лидерот, пошто он е Господ и така натаму. После тоа, тие функционери што ќе бидат поставени, значи лидерот, премиерот да кажеме, ги става министрите, така.
Има една многу лоша ситуација со затворените листи, што таму тоа го гледаат сите, ама можеби не може да ги повозат така работите добро, што таму има негативна селекција на луѓе. Односно, се гледа тие луѓе не дали се најквалитетни, колку сте квалитетни и стручни, супер. И тоа главно е дали се послушни. Дали се лојални, верни, послушни и што ќе му кажеш да направи. И сега обично некои си авторитетни луѓе со дигнитет, со достоинство, не ти влегува во таква ситуација. Меѓутоа има луѓе, иако се доктори науки, се влегуваат. Паричка, функција, ова, она, што те гале, ќе потребам 4 години, ќе влезам. Значи влегуваат и тука тој човек се става на располагање, заробене. Понатака може да прават што ќе му каже лидерот, потпиши, испери, направи, нема никога за партијата, за избори, замижи и така натаму. Значи тоа ти како пластелин, буквално може да се месат. Може да ти прашта. И сега потоа партијата има можност да си вработува партиски луѓе на сите најодговорни позиции во државата, каде што треба да се перат државните пари. Да се краде, да се перат. Огромни државни пари, не знам јас, значи не е докажано како сум видел. Теоретски да читам за тоа и праксата покажа дека огромни пари од државата се перат преку партиската војска, која што е поставена во државната администрација. И никој нема шанса да се вработи во државна администрација ако не е потпишано од лидерот од некој таму. Тоа е тотално заробена држава. И што да ти кажам понатаму? Зашто е ова корупција, зашто е ова криминал, зашто пази држава, значи тука и не само и суди се бираат, и началници на главни на полиција, и војска, и доктори здравство, сите овој ресори, сектори. Морам да признам дека до сега се тоа што го образложивте на некој начин многу држи вода и суштина и Јас многу сакам некој да ме побие со аргументи. Не со емоција, ми се свиѓаш, не ми се свиѓаш, ова сигурно е навагова, ќе пропадне. Со аргументи сакам, јас со аргументи кажам. се гледа дека сте потрошиле година живот за оваа тема. Оваа тема ме закачи мене саглам добро. И не може да се исцрпи во една емисија, него во повеќе. Да, би требало не да можам се јас и мојот бизнис го закачи, што вика, со промената на властите, секоја власт те шетале од десно, те удира, што не си со неја си против неја. Ме закачи со тоа што децата мои се раселија низ Европа, на моите пријатели и роднини, јас тоа не можам да го гледам така мирно, значи се заложив да видам во што е проблемот, го најдов проблемот во што е, едноставно, да не комплицирам во милион, едноставно, 2 и 2 е 4, проблемот е во затворените изборни листи и криминалните поведенија што ги наложуваат, решението е во отворените листи и целата таа чистина и квалитет што ја нуди. Едноставно, со отворени листи е позитивна селекција на луѓе, не е негативна селекција. И со отворени листи се барат само најквалитетните, најчестните, најдобрите да се стават на места кај што ќе може да ги покажа своите квалитети. Тука нема лажење. Со отворени листи едно лажење се изгуби. Главна работа што и во бизнис и секаде, кај што е нормален свет, кај што функционира, се две правила: почит и доверба. Значи, ако немаат во политиката, во бизнисот, во семејството, ако луѓето меѓу себе немаат почитување и доверба, системот ќе се распадне. Тоа значи и во политиката кај нас, ја не знам, кажи ми кој во владата и во државата и така имаат меѓу себе се почитуваат и си имаат доверба. Значи секој се сомнева чипси, којци на којци, така да е. Доека ме држи тој горе, немам гајле. Меѓутоа, со отворени листи, ако еднаш излажеш, ако еднаш направиш нека глупост, понатаму бриши се од политиката, нема, ти изгуби довербата. Значи мораш многу да внимаваш и што збориш и што правиш. И затоа ако ќе ветиш нешто на избори со отворени листи, не го направи тоа, па да видиш што следува. Па што ми излезе една таква голема афера со прислушкување, сигурно дека таму се немало некоја голема доверба меѓу политичките чинители. Сами се контролираат, се прислушуваат, а контролата е многу битен збор за затворените листи, пошто лидерот мора се да контролира. И сите алки ќе го употреби, се да му биде под контрола, ако не му е, веќе... Значи тоа е законски сега, на некој начин. Да, со отворени листи нема потреба од контрола. Си имаш програма, си имаш програмска цел, мора да се направиш. Лоран, дали не сметаш дека со една изборна единица имаат сите политички чинители подеднакви шанси на нашата политичка сцена, сите партии, од мали, најмали, средни, големи, сите тргнуваат фактички од старт, од нула или не? Во моментов, сега како што е ситуацијата во Македонија, не е така, значи не тргнуваат сите од иста стартна позиција, затоа што поголемите и постарите партии, тие веќе имаат законски
овозможено, односно направено да добиваат и поголеми финанси, да добиваат и поголема медиумска застапеност и во кампањата и така натака. Тури си издействувале преку заробените листи, заробени супер. Слично е. Да, преку затворените листи си издействувале и медиумите да се заробени. Сите тие медиуми да малте не се тие нели уредници позадина и ако нешто они не сака да се објави, тоа нема се објави. Газата на медиумот одма кажува или ќе го брка од работа тој уредник што не го слуша. Значи сметате дека има цензура во тој дел? Бите како, цензурирани се отворените листи. Кој зборува за отворени листи по медиумите? Единствено Демократски импулс, единствено не знам кој друг медиум така или на социјалните мрежи. Затоа што тоа е најопасна тема за заробувачите, за лидерите. И така натака. Темата беше, извини, една изборна единица. Значи, дали имаат сите подеднакви шанси? Од старт немаат еднакви шанси, затоа што тие што се по-мали и по-нови партии не можат да влезат во кампања со иста сила, со иста моќ, со иста масовност на кампања како и постарите. Нормално кај луѓето си влијае тоа. Кој повеќе влегува во очите и во ушите, тој повеќе добива. Меѓутоа, едната изборна единица има една предност, што со една изборна единица не се губат изборните гласови. Некоја мала количина на изборни гласови мора да се изгуби со една изборна единица, меѓутоа со 6 изборни единици се губат многу гласови и практично малите партии кои што нема да стигнат до некој си изборен праг, да кажеме до околу 7000 гласови, ако тие освојат 5000 гласови, тие гласови пропаѓаат. И практично со 6 изборни единици малите партии не добиваат гласови од неопределените гласачи, затоа што тие се невидливи. Не невидливи, него се плашат да не им пропадне гласот. Зошто да гласам за мала партија ќе ми пропадне гласот, после тој глас пак ќе отиде кај првата партија и втората, по некој си донтов мод. Така да, затоа викам, со една изборна единица се решава тој проблем да ако на ниво на цела изборна единица некоја, како што се случувале, партии освоиле 25, 30, 50 гласа, а да немаат ни еден пратеник, овака, на овој начин, со една изборна единица сигурно ќе имаат 1, 2, 3, колку што Тоа им беше прашањето, дали со една изборна единица би го решиле ово или сите би стартувале од старт, од почеток? Со една изборна единица се решава само тој проблем, само се решава проблемот со губење на гласовите за малите партии и на тој начин тие, пошто многу, тоа се некаде околу 10 пратеници кои што партиите ги добиваат од пропаднати гласови за малите партии. Тоа не е малку, тоа не е играчки, тоа се многу гласови. Меѓутоа, со тоа се решава само тоа. До тука ќе се реши, да кажеме, дали ќе се изгуби... Тоа е голем проблем. Ама дали ќе се решат главните проблеми од државата? Дали ќе се реши корупцијата со една изборна единица? Дали ќе се реши партизираност? Дали ќе се реши криминал? Дали ќе се реши пропагањето економско на државата, презадолжувањето? Кои се уште големи проблеми? Дали било што ќе се реши? Ништо нема, се реши со една изборна единица. Остануваат пак лидерите главни, остануваат затворените заробени листи, како ми е. Значи, остануваат затворените изборни листи и ништо не е решено. Не е главниот проблем во Македонија, а тоа дури некои сака да го кажат, отворените не е главен проблем една изборна единица. Не. За лидерите на помалите партии, за нив лично главен проблем е една изборна единица. Дали тие лично ќе станат пратеници или не? Тоа е вистина. Меѓутоа, за граѓаните, за државата, главен проблем се затворените листи за сите негативни последици што ги носат. Велите, статутите на партиите се направени така според овој изборен законник, каде што претседателот на партијата му дава право фактички сам да одлучува и да носи секакви закони во статусот, во делот на својата партија, лично сам, без некоја поголема демократија. Дали со отворените листи ова би се променило околу статутите на партиите? Веднаш да кажам дека сега одлично се има прилагодено кон овој изборен закон со затворени листи, партиите, затоа што практично како што тој закон кажува дека мора лидерот на партијата да го достави, да го завери, да го достави избирачкиот список до ДИК, така и во партијата статут кажува дека лидерот на партијата треба сам да реши за распоредот на како се рангирањето на изборната листа. И тоа нив одговара супер, значи тоа е заробена држава по дефиниција. Сега прашањето е дали со отворените листи ќе имаат некаква обврска законска или било каква да ги сменат статутите. Не. Токму така.
Значи тие немаат никаква законска обврска. Меѓутоа обврската е логична и практично тие ќе мора да ги променат своите изборни статути и да ги прилагодат на отворените листи, затоа што еве да кажеме тие не го промениле статутот. Токму така? И останува најлојалните, најверните луѓе си ги стават на изборна листа. Еве да речеме во една изборна единица 20 луѓе си ги ставаат. Најверните. Така. Што се случува? Ако граѓаните ние не ги сакаме тие луѓе, не ги цениме и не ги почитуваме, внимавајте на тие два збора. Многу е битно кого ние граѓаните го почитуваме и во кого имаме доверба. Во какви луѓе, во кои луѓе. Значи ние до сега со затворени листи не ги ни познаваме тие луѓе што се на изборната листа. Може би лидерот што е првото место го знаеме, другите не се ни важни, нели, не се ни битни. Партијата е битна. Па и никој не ги чита моментално. Ама па тие не ни решаваат, тие само дигаат раце на знак на лидерот. Тие се марионетки. Значи катастрофа систем. А со отворени листи ние имаме можност да гласаме за личност, која што може ќе биде лидерот, носителот на листата, може ќе биде и последниот. Не се знае, така? Така. И практично тие никогаш нема да знаат за кого ние може да гласаме и кого ќе го направиме. И тие се на некој начин приморани да ставаат најквалитетни личности. Не може да стават своји послушници по трончиња или било кој што ќе ги слушаат нив. Ние нити ги знаеме, нити ги почитуваме, нема да добијат тие листи, нема да добијат воопшто гласови, тие партии може да пропаднат, ако не се прилагодат на отворените листи. И затоа сите партии со отворени листи ќе бидат обврзани да ги стават најквалитетните луѓе во државата, не дали се членови на партијата или не се членови. Тие луѓе кои што ќе привлечат гласови од граѓаните, од нас. Меѓутоа, кога ќе гласаме ние за тие најквалитетни личности, кога тие личности ќе знаат дека станале претеници затоа што ние граѓаните сме ги гласали, а не затоа што лидерот ги ставил на листа зашто ние ги сакаме, а не зашто он ги сака. Така? Така, така. Тогаш тие претеници ги нас ќе не бидат одговорни. Лидерот ќе биде само администратор. Кој што ќе им помага во кампања, ќе им помага да нешто канцеларија, компјутер да работат, што подобро. Меѓутоа, они се кон нас одговорни. Тоа е главното што ги двои отворените од затворените листи. И ние граѓаните после тоа можеме постојано да бидеме од тек што е случува, да влијаеме ако сакаме, ако ни интересира политика, за своите животи, за своите судбини, за својата држава. И да си, јас сум добар, биде за спортот, да кажеме, ќе се збори, ќе дам мој предлог за спортот. Така. Некој е добар за, не знам, некој за економија. Ќе си каже за економија најдобрите предлози на тој пратеник што не го представува. И тој силно поддржа на своите идеи од своите граѓани, ќе отиде на парламент и каже: "Чекате луѓе, ние имаме такви корекции да бидат на амандмани ставени за тоа и тоа се направи." Граѓаните тоа го бараат. Ама не му одговара на лидерот. Кој е тој? Кој го прашува лидерот дали му одговара? Граѓаните се важни. Државата ни е важна. Државата сега ни тоне, ние се секираме дали едниот или другиот лидер ќе добие повеќе или помалце. Луда работа. Значи, на некој начин мислите дека партиите сами по себе, без некој посебен закон, бидејќи нема закон што ги обврзува Па и сега овој закон не ги обврзува за ваков статут. мислите дека сами по себе ќе се на некој начин демократизираат И сега внатре во статутите ги партиите? имаат прилагодено кон овој закон. Изборни за затворени листи. Едноставно така кажува законот, лидерот ги носи листите, ги одобрува, така си направиле и они. Кога ќе стои во законот дека лидерот ги носи листите со отворени, значи да можеме да гласаме за личности, ќе ги прашам дали ќе стават послушници. Нема потреба од промена на статут, ако мислат да викаат добри луѓе. Нека си викаат на добрите. Ова прашање ми го поттекнува токму и следното, тоа е дали според вас овој сегашен закон е уставен со затворени листи? Многу суштинско прашање и можам да кажам моје мислење. Јас Секако. сум уставен експерт, па да тврдам нешто. Има неколку аспекти заради кои што јас мислам дека не е уставен. Ако не е проблем, само да го прочитам член 62 од Уставот, Секако. да го најдам, еве го, каде што на база на него тој член кој што јас мислам дека се прекршува со изборниот закон за затворени листи и дека изборниот закон е неуставен. Можам да кажам и дека веќе во некои држави каде што имало отворени затворени листи биле покренати такви тужби и државите решиле дека тој изборен закон е неуставен и го промениле. Мислам дека една од нив е Италија, не сум сигурен, а сигурен сум за Индонезија. Дури таму во Индонезија со устав ги имаат заштитено отворените листи,
да не им текне некоја нова, не знам каква власт да си ги смени пак да станат затворени и направиле да бидат со двотретинско мнозинство, не со обично мнозинство се гласа за да може да смени тој закон. Сега што е неуставното по мене? Значи да напоменам пред да почнете да читате. Кратко сега нема никаков проблем. Сега читате член од нашиот македонски устав. Да. Си претпоставам дека тоа сте го истражили на интернет, дека сте го нашле. Го има, може секој. Го има, секој може, така е. Слободно можеме да. Така. Значи вика член 62. Пратениците се избираат на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање. Пратеникот ги представува граѓаните и во собранието одлучува по свое уверување. Сега внимавајте, јас ќе одам од најтешките кон полесните, да кажеме, членови. Што мислите вие? Дали пратеникот во собрание одлучува по свое уверување денеска? Така би требало да. Не е прашам како би требало да е. Како е? Не знам. Не знаете? Не работам во собрание, немам некои информации. Овие како се вика шефови на изборни групи, како се. Па едно е да слушате, друго е да сте таму внатре. Ајде сите гласете, овој закон не го гласаме сите. Исте послушно, еден да се најдеше што ќе биде како црна овца да каже не бе, ти си ми рекол не, ќе го гласам јас така мислам дека треба. Значи како да кажам оние киборзи, значи луѓе кои што строго на команда не сме сите за, сите против, сите. На што личи тоа? Сметам дека нема некоја преголема демократија таму во сето тоа, но дека би требало да одлучуваат сами. Ние гледаме што се случува, а причината е во тоа што рековме сега пред малце, дека сите пратеници се заробени, ставени се во поданички однос кон лидерот на партијата, било да е поголема, било да е помала, и не може он да одлучува сам после. Едноставно. Мислите дека сите? Нема што да мислам. Јас сега ќе ви кажам што го кажува и моите боречки вештини и некои си меѓународни обуки што имам поминато и така натака, не е важно. Кажува дека ако постои можност да се случи проблем, само е прашање на време кога тој проблем ќе се случи. Значи не е проблемот дали се случува, значи дали постои можност. За да не се случи проблем, ние не можеме да се молиме на Господ и да му веруваме на луѓе. Едноставно треба да се отстрани можноста за тој проблем. Разбирате? И сега, дали со сегашниот изборен закон со затворени листи постои можност лидерот на партијата да ги зароби своите пратеници? Постои. Значи можност постои. Така. Па како може да биде уставен тој изборен закон со затворени листи кога остава можност пратениците да бидат заробени? И сега на волја на лидерот на партијата, јас ги заробувам, јас не ги заробувам. Ој е добар човек, не ги заробува. Ој е лош човек, ги заробува. Не е добар. Значи, како е уставен закон да е уставен, ако остава можност да бидат притиснати, заробени, уценети, условени, како да го да кажам, овој е израз, така. Или киднапирани или врбувани или на било кој начин. Не мора само и така натаму. Па знаме и дека едно време баравме еден пратеник дали е киднапиран или не, на крај се јави со видео повик да не успокои сите. Тоа е на страна. Кога сме кај киднапирање. Тоа е тотално друга тема. Зборам киднапирање на душите нивни, на волјата, да не може он да решава како што сака, он него едноставно мора. Што мислите вие дека ако некој лидер го уцени некој пратеник, за теорија кажам како можност да каже или го гласај го ова, или тие твои што ги вработени ќе ги отпуштиме од државна администрација, или ќе му затвориме бизнисот тој роднина, детето твое ќе направиме тоа и тоа, не знам што ќе направиме. И човекот, значи, што да прави? Ставене у раце на најмокниот човек, што сака може да му прави. Не е тоа возможност со отворени листи, да му го каже? Нели зборевме сега пред малце дека, видете сега што е интересна ситуација. Со затворени листи, луѓето молат да станат пратеници. Се јавуваат кај лидерот, го притискаат колку треба пари да дадам, што да направам за да бидам пратеник. Разбирате? Со отворени листи ситуацијата е обратна. Односно, од партијата и лидерот ги молат најквалитетните луѓе, значи како да кажам, понуди даваат до луѓето, дојдете кај нас да бидете на листа, ќе овозможиме канцеларија, ќе возиме телефони, ќе ви дајме плата, ќе било што, само вие дајте, пошто вие привлекувате гласови. Значи, наместо да инсистираат луѓето, ставиме на погорно место, место на затворена листа да бидам пратеник, овде викаат, заман на листа да ми дојдеш за да добијат и сите сакаат, ние покрај тебе ќе добиеме гласови, ќе стане пратеници. Значи,
Тотално е свртена обратна работа за 180 степени, ако со затворени листи луѓето го молат лидерот, председателот на партијата да ги стави што погоре на листа, со отворени листи председателот на партијата и раководството наоѓаат квалитетни луѓе ги молат да дојдат кај нив на листа за да привлечат што повеќе гласови за партијата. Значи диаметрално спротивно е. Диаметрално спротивно, меѓутоа тогаш со отворени листи тој човек ќе каже да, ама јас сакам такви проекти да направам со тој квалитет и затоа државите се развиваат. Да не збориме, значи све што ќе се вети, све се прави и тоа се прави плюс од она што е ветено, за да се остави добар впечаток следниот мандат кога ќе дојдат избори. Во некои држави преку 70% од постојаните пратеници, зборам држави со отворени листи, преку 70% од постојаните пратеници повторно се бираат за пратеници, затоа што граѓаните се задоволни од нивната работа. Презадоволни, све што рекле, направиле и плюс и така, следниот пат на избори не размислува, тој човек го гласам. Оставил впечаток, доверба, почитување кај него супер, нема што се замарам со нови луѓе. Така. Ме разбирате? Тие што не сум задоволен, тие доаѓаат нови повторно што ветуваат и што мора да го исполнат ветеното. Тоа се отворени листи. Едноставно, отворените листи гарантираат строго почитување и спроведување на сите закони. Дали може да мислите што ќе значи во Македонија да се почитуваат сите закони максимално коректно? Сите од државната администрација, се мислите да дојде пратеници да бидат со отворени листи. Сите тие сакаат строго ветуваат на граѓаните да го почитуваме законот, работиме строго по закон. Пратениците ја бираат владата и ја контролираат, нели сега кај нас да кажеме, така треба да биде по дефиниција. 3 власти, извршна, односно законодавна, извршна, судска. Законодавната ги бира и извршната и судската власт во парламентот, така. И законодавната по закон треба да ги контролира, има комисии и така, треба да ја контролира нивната Треба работа. да е најглавна. Така е. Е најглавна по дефиниција. По дефиниција. Со затворени не е. По дефиниција. Со затворени извршната власт ја контролира законодавната, така? Да. Значи премиерот си ги врзал, корумпирал или ги заробил пратениците и они мора да му ја заробат преку него ја заробува судската власт. Така. Така, затоа што не можеш ти, он треба да го гласа судијата. Ако не му каже лидерот, нема да го гласа и овој све што да прави. Значи заробена држава се вика на тој начин. Значи, според вашава дефиниција, на некој начин ние ја ослободуваме државата и буквално ги поттикнуваме Токму реформите тоа е да се борба. движат. Јас се чувствувам со како отвореност. револуционер на некој начин. Ама од мака, преку глава ми дошло до. Значи, Па ретко кој говори денеска за отворени листи, Видете, можам да ви... јас не сакам да да ја говорам потврдам. конкретно за луѓе, за партии, за ситуации, кој украл, кој не украл и така натака. Прво не знам, второ не е ни битно. Тоа е само последица на можноста што е оставена со отворени листи. Кога ќе донесеме отворени листи, тогаш тоа е најголем стратешки приоритет за Македонија е итно да ги воведе отворените листи. Зошто? Затоа што нели најголем стратешки приоритет за Македонија е борбата против корупцијата. Нели најголем стратешки приоритет за Македонија е борбата против криминалот. Така велат. Да ја департизираме, да ја деполитизираме државната администрација. Не знам, да ослободиме од презаложување и така натака. Значи, ако отворените листи сето тоа го нудат под итно, значи ја викам да не кажам многу краток период тоа све се чисти, се средува. Тогаш автоматски излегува дека сите тие стратешки цели се исполнуваат со стратешката цел да се воведат отворени листи. Дали сметате, например, дека еве овие пратеници што се денеска во парламентот, со отворени листи, они би работеле на поинаков начин и дека би биле на некој начин неуценети и дека им би биле рацете одврзани да работат според устав и како што треба, или не сметате знам. дека се потребни можеби нови пратеници? Не се работи за луѓето. Овој систем со затворени листи гори луѓе. Како god да е најчесто некоректно мора Значи да не избори. се работи за луѓе. Значи и овие луѓе сега да останат што се пратеници, само се смени изборниот систем. Сите тие кои ќе знаат дека после ќе мора да ги прашаат граѓаните дали ќе ги реизберат, а не лидерот да ги стане на добитна позиција. Да се трне шепот. Тогаш тотално ќе се сменат самите луѓе и ќе бидат многу фини, многу предусетливи и ќе ги прашуваат и ќе морат да исполнат све што ветиле. Значи самиот систем ќе ги смени. Не е проблем другото. Друга работа е, друго прашање, дали овие пратеници сега што се би биле избрани да се отворени листи. Самите во партијата меѓу себе си кажуваат, абе ти бегај да ти бидат отворени листи, нема да припариш ти да бидеш пратеник или не знам, министер или било што. И самите камо не дојат отворени листи, па ќе видиш дали ќе бидеш ти пратеник. Значи, си го кажуваат тоа, и тоа од друга страна знаат и дека самите може да не бидат избрани. Значи сепак не постои некоја голема желба.
Ако можеме да. Расположение и желба во моментот воопшто нема во кај пратениците, пошто знаат они сите дека се незаслужено ставени на тоа место. Значи не затоа што се најдобрите, најквалитетните, најмногу сакани и почитувани и доверба од нив кај граѓаните, него се ставени таму затоа што лидерот ги стави. Значи можеби 20% од овој пратенички состав би останал денеска. Не знам тоа. Јас Со отворени. Воопшто не е важно. Значи може и 100% да остане. Воопшто не е битен состав. Значи, Не мислев според граѓаните кои би ги гласале. Системот со отворени листи прави деперсонализација на политиката во Македонија. Персоната не е важна. Не е најважен човекот, најважен системот. Дали гледате да кажеме како се однесуваат и како да работа, да кажеме, или премиер, председател во Финска, Шведска или министер. Па никој него ни познаа, не е ни битен. Значи може да биде било кој. Со метро. Кој сака нека биде функционер. Тоа воопшто не е битно. Ќе го утепат, него ќе дојат друг одма, не е още проблем, што е битен човек. Системот не може да го сменат. Системот е тој кој што прави луѓе да работат по закон, честно, извршително, се како што е подобри, плюс со поголем квалитет од ветеното, за да добие доверба да може пак да биде реизбран. Дури и не се ни тепаат толку да станат пратеници и министри. Затоа што платата нивна е отприлика колку просечна плата на професор, на доктор и така. Ако се они стручњаци во својата дејност, они може слободно да си бидат во дејноста своја ќе си бидат повеќе платени. Едноставно некој чувство таму се раѓа на одолжување кон својата држава, кон своите сограѓани, да своето искуство и знаење го дадат еден период, дали 1-2 мандата и после тоа самите доста ми беше, значи стварно е напорно секој ден на мејл на ова да прашуваш да комуницираш, тоа е ужасно тешка работа пратеник, ако ја работиш честно и како што треба. А овака сега седи и гласници ќе ти кажат: "Охо, па платишка, па уште провизии, па сите сакаат да бидат така пратени." Кај нас во моментов во Република Македонија по дефиниција имаме автократија, партократија или можеби демократија? Овака, самата дефиниција ни си кажува, односно автократија значи владење од еден човек. Партократија или партитократија значи владење од страна на партијата. Демократија, демос е народ, граѓани, значи владење на граѓаните. Сега, по твое чувство, кој владее денеска во Македонија? Еден човек, партија цела или граѓаните? Значи, партијата. Со затворени листи ние можеме да дискутираме дали се работи за автократија или партократија, партитократија, меѓутоа мала анализа ќе не донесе веднаш до решението. Односно, во самите партии, кој е главен? Нормално председател, да. Председател. Значи другите не се важни, мора да го слушаат него. Сите се вртат како према сонцето према него, што ќе каже он, тоа ќе каже он. Така. Во партиите владее автократија. Океј? Значи така е направен системот, да главниот кажува, другите сите мора или по него или ќе од на страна. Може да си одбара друга партија. Што се однесува до владата? Ние имаме коалиција, владена коалиција од повеќе партии, така? Од повеќе лидери, од повеќе партиски автократи, кои што се собираат како поглавици и си кажуваат: "Ги имаш моите луѓе, моите гласови и така натака, ќе правиме како ќе кажеш, ќе ставиш мои луѓе на тоа место, тоа негови луѓе, дома си носи и така натака", се извинувам. Кога прават влада, дали тие лидери на партии имаат глас во владата? Како ќе кажат они така, може да кажат едноставно, дали може да кажат не или може да кажат само да? Зависи како станале денеска, десна или лева нога. Не зависи. Ако кажат не, може да стиват од владата. Еден човек одлучува. И сите тие, не е битно што ќе каже Мицкоски, лидерот, така тоа мислев за лидерот. Тоа значи дека во Македонија не владее владачката партија моментално. И во владачката партија што е, сите се сртени кон лидерот. И во владата сите се сртени кон лидерот. Тоа значи дека во Македонија моментално, па и претежно во сите држави, земји каде што има затворени изборни листи, владее автократија, која што зависи од карактерот, душата на како што кажав пред мац. Ако е добар, не од денот, карактерот, ако е добар, он може да остане автократ. И да им дава по негова желба, да кажуваат, да предлагаат решенија, да му помагаат и така натаму. Ама ако е строг, да кажеме човек што само по него мора да биде, не може некој да му каже, него да му предлага, да го прашува кого нема да дозволи, тогаш преоѓа во диктатура. Значи постои можност. Едноставно, затворените изборни листи налагаат државен систем како автократија, а постои можност да помине во голема диктатура која што понатаму се руши со револуции, проблеми, што да кажам.
Огромно. Добро, Зоран, еве кога сме на оваа тема. Дали вие гледате моментално, иако овој изборен законник ваков како што е, дали гледате моментално во некоја од партиите кај нас демократија можеби? Да не одлучува само еден човек, да биде онака слободоумен, да има демократија во некоја од овие наши македонски партии? Не. Не знам. Не можам да зборам што не знам. Мислам дека нема. Да ви кажа само ваши мисли. Мислам дека нема, затоа што сите партии моментално се ориентирани, односно се поставуваат према законот, изборниот закон. Ако во изборниот закон кажува дека лидерот е главен и тој ја дава изборната листа, каква демократија да има во партиите? Сите велат ние кај нас има демократија, но всушност значи според вас не е баш тоа така. Во некои партии, еве сега како што слушам дека има президиум или било што, ма пак тоа е само Презилиум маска. има во левица. Во левица. Тоа е само маска. Или не знам другите партии дали има председателство или дали има решаваме ово, тоа е само маска. За да се прикаже една лажна демократија, дека ние сме демократи, така. Инаку на еден човек е главно. Тој што има подписот, тој што има печатот, него се слуша, иначе другиот може да биде шкартиран на партија. Според вас колку реално потписи би требало да се собере за да се оформи една партија? Како е на запад? Дали знаете како кај нас? Нема никаде Некој правило? Правило строго, сето тоа самите си го решаваат граѓаните, меѓутоа мислам дека 1000 гласови се многу, дека треба да биде помалку. Точно колку, јас велам, знаете како, со затворени листи сега самите лидери како по главице се сретнуваат и се решаваат. Како на пит пазар. Ајде да биде 50 гласа, не. Се пазара, значи. Се пазар, сака си прават. А додека со отворени листи се прашуваат, баш се прават дебати, се прават анкети, граѓаните се реши, што ќе решат граѓаните дека треба да кажеме да биде најдобра бројка за партијата да биде основана, таа нека биде 100 гласа, нека биде 500 гласа, или потписи. Да. Ме разбирате? Се едно е. Едноставно на избори не е едноставно да направиш партија. Тоа е и финанси, и ангажман и така натака. И сега ти да отидеш на избори, си направи партија, си учествувал, си ангажирал луѓе и да не добиеш ни еден глас. Значи, Џабе. изборите се мерилот. Што ако направиш партија? Ако народот не те сака. Ама ме сакат комшиите се ќе собереш 50 гласа и ме сакат. Значи, пазарот, односно со отворени листи самата партија, односно самите избори си кажуваат што е мерилото. Дали нека бидат и 100 партии и 1000, што има врска. Донтов модел. Не сме поразговарали малку околу оваа тема. Донтов модел, дали овој модел е правилен и дали има според вас можеби недостатоци? Донтовиот модел е одредена нужност која што мора да има таков еден модел во изборите, затоа што секогаш кога ќе се израчуна, да кажеме, кога ќе се добие минималниот прак или минималната квота која што е потребна за да се добие пратеник, секогаш кога ќе се направи количникот, знаете како се рачуна бројот на пратеници. Како се дели ковачот? Како да кажеме, ќе има, не знам, милион гласови, 120 пратеници се дели и колку ќе искочи некаде околу 7-8 гласа ќе дојде еден пратеник, да кажеме. Зависи каде. И сега некоја бројка се добива, да кажеме 7000 гласа. На пример, и некоја партија добила 8000, 10000 гласа. Дали во една изборна единица, збориме за изборна единица. И сега остануваат еден пратеник добива и 3000 гласа плюс. Така? Или некоја партија добива 100.000 гласа. Добро. Добива 14 пратеници. И остануваат 2000 гласа плюс. Што правиме со тие гласи? Што правиме со тие гласи? Значи, заради тие гласи што се вишок, се прави најмногу тој Донтов модел. Меѓутоа, каде е главниот проблем? Зашто не чини тој модел? Не сум сигурен за други модели кои се какви има, меѓутоа проблемот не е во тие партии што добиле многу гласови па остатокот мало. Тој проблем е проблем за кога се 6 изборни единици. Значи, тој остаток што е од партиите во една изборна единица помножите го пута 6. И тоа е веќе поголем број на пратеници, доаѓа неколку пратеници што ги добиваат плюс прворангираните партии. Така. Проблемот е најмногу во партиите кои што нема да добијат доволен број гласови да освојат пратеник. Да кажеме, ако е 7000 гласа пратеник и партијата ќе освои 5000, 6000 гласа во една изборна единица.
Во 6 изборните пута 6, 36.000 гласа, или колку таму гласи. И тие пропагаат. Значи, тоа се викам дестина, дестина пратеници. Дестина пратеници како мандати. Муабетот ми е дека причината за тој Донтов модел да биде практичен, тоа е причина плюс да се направи една изборна единица. Иначе, без Донтов модел, како ќе распоредите тие гласови што остануваат ресто, да ги поделите меѓу? Значи повторно дојдеме на крајот дека една изборна единица е решение за сите овие проблеми што ги изборевме цела затоа што со Донтов модел и една изборна единица остануваат гласови кои што дали ќе се собере еден пратеник. Вкупно или нема да ни толку да се собере. А со 6 изборни единици се собираат 10 и повеќе пратеници, баш заради тоа што во сите изборни единици некои партии не може да стигнат до прагот од 7000, може 6500 ќе добие, тие 6500 гласови плюс пута колку изборни единици се одат кај првите. И секогаш нека 10 пратеници плюс добиваат они што се незаслужени, не се ними, него се од на малите партии, неопределени и така. Зоран, ти благодарам што денеска ни беше гостин и што сепак успеавме да ја начнеме оваа тема што не е многу актуелна и популарна кај нас медиумите, на жалост. Еве, од кај нас нека потекне оваа лавина, па се надевам дека нема да запре и дека ќе има уште успешни емисии, па зашто да не и со вас, ќе поканиме повторно, заради тоа што сметам дека оваа тема не е за една емисија, треба да се зборува многу повеќе. Да, токму така, јас ви благодарам прво на поканата и на довербата да разговараме за вака осетлива тема која што е премногу актуелна во Македонија. Јас долго време молчев и што се вика трпев, меѓутоа сега мислам дека се созреани условите, државата е толку заглавена што веќе мора да се покране ова прашање, државата може да има преголеми последици. Јас на Facebook отворив еден мој профил Зоран Петковски ОЛ, кој сака може да се придружи, да разглобуваме оваа тема за отворените листи, да збориме за неа, да кажуваме позитивни и негативни страни, да ги запознаваме луѓето што не ја познаваат темата, да ја разработиме, и во секој време сум подготвен да дојдем повторно, пошто е преголема тема, пределикатна, да може со едно зборење, еден разговор да се фатат и многу осетливи моменти. Значи, вие сте отвориле ваш Facebook профил, се надевам дека таму собирате и секакви други идеи и мислења. Зоран Петковски ОЛ, така? Да. Значи, кој сака, драги мои, може да го пронајде на неговиот профил и слободно да понудите некое мислење ваше или некакво решение. Ви благодарам многу што бевте со нас и оваа 6-та наша епизода и се надевам дека успеавме и верувам да го задржиме вашето ценето внимание. Нормално, како и секогаш, така и сега ќе кажам, доколку има некој што е заинтересиран, наш општественик, што мисли дека е добар во одредена тема и секако да ни биде гостин, да напишете мејл, ќе го видите мејлот на нашиот кајрон, бидете така добри и нормално гласајте, стиснете лајк на нашата емисија, нормално дека треба да ја споделите за да допре до што поголем број на луѓе. Поздрав!